се користат закони по скратена постапка и во последно време, да речам во последниве десетина години, европското знаме како можност да се надитри противникот и да се спречи блокирање на законот што сака да се донесе или измени на закон кој што партијата која што е на власт сака да ги озакони. Односно решенијата што сака да ги озакони. Така што дали се злоупотребува, па од аспект на опозиција, да. Сите кога се во опозиција велат дека власта го злоупотребува европското знаменце и од она што и јас можев да го видам, за волја на вистината, не сите закони кои што беа со европско знаме има врска со усогласувањето со европската регулатива. Така што партиите си го тераат своето, а разлики во тоа кој повеќе или помалку, мислам дека се минимални, дури и незабележливи.